обележуваме 140 години од Панковото раѓање, Државниот архив одделение Велес не остана тив. Со дигитална изложбена поставка, повторно се наврати на тивкиот човек, како што го нарекувале многумина, давајќи му така можност да му се слушне големиот глас. Изложбата е поделена на 6 тематски единици. Практично представена е 90% од архивската документација која ја чуваме и понудуваме за истражување. Видеото започнува со тема Панко Брашнаров меѓу семејната документација, каде за прв пат се прикажуваат документи од матичните книги за раѓањето на Панко Брашнаров, неговиот брат Милан и дел од внуците на Панко. Продолжува понатаму со Панко Брашнаров начело на Социјалистичката комунистичка партија во Велес. Панко Брашнаров, пратеник на Конституантата од 1921 година. Тука ја имаме неговата кандидатска листа од 1922 година, како и списокот на кој се наоѓа неговото име како лице кое може да гласа за време на избирачкиот процес. Третата тема е Панко Брашнаров како организатор на ВМРО Обединета и член на ЦК. Тој е основач на огранокот на ВМРО Обединета во Велес. Во овој дел го имаме документот, односно протоколот за обединување и присоединување кон ВМРО Обединета, на кој Панко Брашнаров е подпишан како представник на револуционерната организација во Македонија под Србија, а се приклучуваат и представниците на Сербската револуционерна група и левицата на ВМРО. Четвртата тема е Панко Брашнаров меѓу партиските провали и протестни акции во разни земји за негово ослободување 1926-1931 година. Неговото затворање, посебно во 1929 година, го привлекува вниманието на светската јавност, која својот револт го изразува со масовни протестни акции, подпишани апели од познати политичари, книжевници, уметници, филозофи, поети и слично, Народното собрание на Македонија и неговиот придонес во работата во донесувањето на многу закони и укази на НРМ. Овој дел практично изобилува со материјали од фондовите АСНОМ и Народно собрание, кои се чуваат во Централниот архив на Државниот архив во Скопје. Панко Брашнаров е дел од поставувањето на темелите на државата, темелите на новите закони, решенија, одлуки, поставување на темелите на првата влада, првиот устав и така натаму. За на крајот тој да се најде меѓу идеалот и смртта, односно последната тема е представена преку личното досие кој се чува во архивот за Панко Тодоров Брашнаров, водено од Управата за државна безбедност, меѓу кои се наредбите за претрес и притвор, извештаите од неговото сослушување, како и документите за почетните чекори на општина Велес за рехабилитацијата на Панко Брашнаров. Панко Брашнаров изодува тешка и долга борба за својата слободна Македонија. Дочека да влезе во слободен Велес, се надеваме дека ќе дочекаи да се врати и трајно остане меѓу своите велешани, кои верувам дека се уште постарите ги паметат неговите зборови. Фотелите останаа исти, само задниците кои седнаа се многу гладни и ќе го изедат народот. Со мислите бил многу понапред, во своето време ја предвидел и состојбата и денес.